Продолжуваме со последниот за денеска, но не помалку важен соговорник со оглед на фактот дека ова е време на прегрупирање политички сили на нови идеи. Петар Богоевски, Концепт. Мислам дека порано го најавував како реформисти во рамките на ВМРО ДПМН. Се уште сте тоа? Ја ќе останам цел живот реформатор. Добро. Со задоволство. Богоевски, морам да соопштам на гледачите дека денеска го поканивме да дојде генералниот секретар на ВМРО ДПМН, господинот Јанушев, кој поради овие разни комбинации што се вети дека тоа ќе биде непосредно после новогодишните или божикните празници, за да не се добие впечаток дека ние сме сега некоја трамболина, нема ВМРО-ци и удри по нив. А вие сте... Еве, јас сум ВМРО-вец. Вие сте ВМРО-вец кој има критичка дистанца. Да, и за очекување. Благодарам на покана, Аирлија работата. Вие сте нов медиум, нова телевизија и се надевам дека ќе биде успешна во 2020 година. Веројатно ќе бидам можеби последниот соговорник за оваа година. Да. Така да се надевам дека ќе ви бидам со среќа за наредната за 2020. Инаку да, точно е, од ВМРО имаме различни тонови. Во која смисла? Во тоа дека луѓето не треба обновата за Македонија или ние како што ја викаме обновата за минатото да ја препознаваат како ВМРО ДПМН. Тоа е само еден дел на ВМРО ДПМН, поточно оној советски блок во партијата кој го предводи господин Мицковски. Има повеќе блокови во партијата, бидејќи партијата нужно дојде до оваа ситуација поради тоа што претходниот претседател Груевски ја промовираше партијата во форма на движење. Кога и по политичката теорија стои така, кога една политичка партија ја напуша својата форма на партијност и станува движење, таа сама по себе е во опасност да распрсне како балон. Грешка сте, оти тројките ВМРО-ски не се движење. Таа концепција на тандемот протега Груевски. Па тој се уште владеачки тандем, но сето тоа е под еднаков легитимитет. Како што моите соработници имаат право да бидат ВМРО ДПМН, ја се повикуваме во време ВМРО ДПМН, исто така можат и соработниците на Јанушев или на Мицковски. Така да тој конгломерат во моментов имаме несогласување околу понудата за граѓаните. Богоевски, јас морам да признам дека не ја знам биографската генеза на предложениве дами од ВМРО ДПМН во новата техничка влада. За министерот за внатрешни има коментари, тоа ќе оставиме на. Кои се тие феминистички пориви кај Мицковски одеднаш таков бран да изнедри од толку способни, велат во одредени кругови што ги познаваат, способни и надарени политичарки? Ја не гледам тука феминизам или не феминизам. Јас гледам тука нешто друго. Тука гледам султанизам, односно начинот на кој се дојде до имињата. Ние се боревме 2 години, кажувавме дека тој груевистички пристап да одлучи султанот сам кои ќе бидат кандидатите за министри или пратеници било што е неприфатлив и тоа треба прават органите на партијата. Ама не мислите веројатно дека сега за 4 ад хок истото се случи пред недела кадрски решенија дека треба сега базата да се расправа? Не базата, има партијата постојани тела, нели? И пред недела дена во стариот, нели, стил на султанатот се само суспендира телата на партијата и го властија единствениот лидерот, нели, султанот, да одлучи сам, по своја волја убедување. И направи катастрофа со одлуката за предлог за министер за внатрешни. Тоа е проблемот, дали се дами или господа кандидати за министри или, како ги викаме сега, технички дополнителни, Бог знае какви, не е толку значајно. Кога ве слушам со оваква критичка рецензија, султанизам, сталинизам и така натаму, да, тоа е. Не сум баш убеден дека ќе останете на рамништето на кохабитациона струја фракција во рамките на ВМРО ДПМН. Како да намирисувам дека, како што велат, оставите го Богоевски, тоа е или Мијалков продолжение или СДСМ инсталација во ВМРО ДПМН. Јас имам одговор на тоа.
Викам, доколку на македонската политичка сцена барате чист остров, незаразен со мијалковизам и со вулканите работи на власта, повелете во македонски концепт. Ако барате Мијалков или вулканите пипци на власта на СДСМ и на Заев, тоа што одете во Белата палата. Таму имате се. Таму имате клиентела, таму имате уценети политичари со 30 кривични дела, таму имате се она што тие го лепат на македонски концепт. Македонски концепт е понуда поинаква од таа која ја имаме денес, токму тие кои никој го зборуваат тоа. Што ќе бидете? Фракција, партија, движење? Ни тоа. Идеја, на база на идеја, обединуваме граѓани, без разлика на кој идентитет го носат, вклучувајќи партиски. И ќе се обидеме да промовираме проекти кои се решенија за проблеми во државата. Доколку граѓаните тоа го препознаат како вистинска можност, како нешто кое би го избрале и подкрепиле за време на избори, ние ќе создадеме понуда за граѓаните и на овие избори. А тоа се граѓански листи. Добро. Граѓански листи, да. Ми го задавте прашањето зашто без оглед на концептот тоа сепак треба да се валоризирани за една изборна технологија. Секако. Изборните листи ќе бидат подкрепени со подписи или ќе ги понудите на некакви коалиции кои може да се формираат? Постојат сите опции што ги дозволува законот. Ние за разлика од немаме таков султански порив да одиме надвор од уставот и законот, она што го пропишува законот, ќе го почитуваме. Ако успееме да се објасниме со граѓаните или да им предочиме, да им презентираме во вистинско светло на граѓаните што е нашата идеја, и ако тие ја препознаат и поддржат, тоа што немаме проблем. Ако не успееме, вината ќе биде кај нас. Ние не сме успеале тоа да го постигнеме, да го направиме. Ние сме правиле погрешна проценка и граѓаните доколку се задоволни од Зоран Заев или од Христијан Мицковски крос Никола Груевски, тоа нема разлика, тогаш нека гласаат за нив. Ја никој не повикувам да гласа за нас. Кој е задоволен од сегашната елита политичка во земјата, нека се продолжат со нив. Тоа е одлука на секој граѓанин. Има малку контраверза. Ние даваме можност ВМРО реформистичко концепт и така натаму. Прашањето ми е, ако веќе одите со листи и имате една таква фина изборна база на нови ликови, нови кадри и така натаму, зошто не водите битката во рамките на ВМРО ДПМН? И да кажете, Мицковски, ова твојата листа, еве нашата листа. Во рамките на ВМРО ДПМН, во овој момент, имаме целосно киднапирана партија, структури, од некаде околу 500 луѓе, кои се директни тоа се вика подизведувачи на она славна тројка во ВМРО ДПМН, нели, Груевски, Мијалков и Протуѓер. И сега тука зошто се да трошиме енергија во јалови обиди, кога можеме да му оставиме на господинот Мицковски со неговата понуда за обнова на минатото, да се презентира пред граѓаните. Ние, бидејќи не го поддржуваме тој советски блок, даваме понуда македонски концепт. Реформаторски, еден проевропска понуда. Во исто време и слепиот пат на Заев ќе биде на понуда на граѓаните. Не го нарекуваме тоа слеп пат, не прав пат. Тие три понуди, граѓаните ќе може да ги изберат. Ќе имате снага не по секоја цена да правите еквивалент, но да имате јасна дистинкција меѓу криминалот во ВМРО и, како што ВМРО вели, криминалната спрега која се формира во овие 3,5 години кај СДСМ. Па ја мислам дека се тие сестри сијамски близначки. Криминалната спрега во ВМРО и во СДСМ се сестри близначки. Кој ги врзува? Ја не ја гледам, Олигархијата ги не ја врзува? гледам разликата. Олигархијата ги врзува? Кој? Истата структура која ги создаде и двете партии во раните 90-ти. И тука не гледаме разлика. И како ние сега да се бориме со една ламја, со две глави, а викате да се бориме во стомакот на ламјата. Не, ќе излеземе надвор и ќе обезглавиме ламјата. Петар Богоевски, концепт во студиото... Македонски концепт. Ја одбегнувам од ова, важно ви е тоа. Се инсистираме да биде македонски концепт. И се надам дека албанците, особено они, ќе го поддржат тоа македонски концепт. Благодарам многу, тоа беше Петар Богоевски од Македонски концепт.